Пошто ништо не се презима за овој, пошто луѓе има што живи овдена. Барање су да се направи, да се тури путна сигнализација, да знае луѓе куде да иде за Свети Николе, пошто овдена нема ништо. Снимаа сте го знак, видеа сте го, ги почнава народот тера мајтап. Пишано на министра Бочварскога, јавено на градоначалника нашега, нема ингеренција, пошто било под ЈП-ДП. Јавено на директора на јавни предпријатија државни патишта, никој ништо не презима. Значи, едина варијанта ни беше овај, да се спасимо и од прашину и да не кршимо авто. Одсечен е цел Которски крај натаму. 15 села има таму. Договорива се ставива 20 метра асфалт. Тоа е жалосно, бе, човече. Жалосно. Овдена проваѓа гасовод од 80 бара, без заштиту, проваѓа тешки возила, камиони. Па тој ако не дај Боже пукне, тој му Скопје да не однесе свите. Има луѓе што живи, еве ги, туи луѓе живи, овдена луѓе живи. Функционира, значи све. Погледнете ги дрва, ги погледнете дека су бели од прашино. Не се живи овдена. Човек што си ја насадија башчу, што треба? Треба да го фрли сега. А зашто? Затоа што на некога не му се диза телефон. 10 пут му пишуju на министра Бочварскога, на свако негово објаву, куде отиде да се слика, направија 20 метра асфалт или гребан асфалт ставија, он се слика 500 слike стави. Дојде овдена, поседи 5 минута да видиш како е. Конкретно барање да се асфалтира пут. Име и презиме? Дејан. Име и презиме? Петровиќ, Дејан. Ова е втор ваш протест. Дали по првиот протест имаше некаква реакција и дали сега очекувате дека? Па да, имаше по прв реакцијата и што ви кажувам 50-70 тамо 20 метра колку е асфалт, затоа што се обрна шлепер. Обрна се цела хладњача се обрна. Обрна се цела хладњача. И дојдева асфалтирава 20 метра, 50 тамо колку. И тоа е тоа. И завршена работа. Пишувам му на човека, викам тако и тако, вика деки ти за некој друг пут збориш. Абе не збору за друг пут. Пуштам му видео цело да види колку е асфалтирано. Значи и njega ga лъжев. Па доста докад више лъжање. Денеска блокадата ќе трае 2 часа. Доколку еве нема одзив, нема Докад никаква нема реакција, ништо, ако што ќе превземете? ништо па у петак па. У петак па, ако не бива у петак ништо, у понеделник па. Значи сведок не се асфалтира пут, нема ништо, нема шансе никој да нити да пројде, ни да аме ги си најавуваме легално, во е наше граѓанско. Имамо подршку од Максу градоначалник. Куде што он тражија е да се асфалтира и да се тампонира и да се направи алтернативен пут, меѓутоа никој ништо не презима. Да ви дам поруку да видите што ми е пратија, пошто вика деки не ме ферма никој. И сега ми мора ова кој да тражимо. Не е, само едно да кажам, пошто овој не е политички. Ово е независно, пошто ја не сам на ниједну партију члан. Ми тражимо само наши граѓански права да ни се овозможи нормален живот, пошто плаќамо данак во овој држава. Сите имаме недвижен имот, куќи и викендици околу овој така наречен алтернативен пат, правец кој што води од Куманово за Свети Николе. Значи, откако се затвори искрениот мост, целиот сообраќај кој што сообраќува од Куманово за Свети Николе, сите возила идат по овој пат вака како што можете да приметите. Значи, не ми е јасно зошто надлежните од Република Северна Македонија не става табли за пат на движење. Од Куманово кон Свети Николе. Имавте прилика овдека оваа табла која што е искршена, која што е напишена своерачно Свети Николе, за да можат луѓето да отидат на одредена дестинација каде што имат намера да одат. Значи се работи за четвртина од Македонија, да кажеме, од овдека од Куманово кон Свети Николе. Сите оние села како што се надоле Орашаат, Зубовце, целиот сообраќај овдека поминува. Голем број на граѓани, значи не знаат каде да идат, во кој правец да се движат, па лутаат по овие овдека патишта, се губат, не знаат каде да
да идат каде да се движат, доаѓат во нашите куќи, прашуваат. Би требало да се стави на сите тие раскрсници горе, да се стави табли, да кажеме Куманово, Свети Николе и обратно, затоа што овдека има многу тие мали патишта каде што луѓето стварно не знаат каде да се движат и каде да одат. Понатаму, значи се крема многу голема прашина. Сите овие овдека, ние кои што живееме малтене поголем дел од годината, се крева огромна прашина. Прозорите, куќите, тоа во дворот, се тревата, дрвјата, луѓето бавчи садат овдека, се прави, значи, многу голема прашина и треба некако да се реши. После тоа, на мостот кој што, така наречен алтернативен мост на река Пчиња, овдека тој импровизиран мост, доле се ставени некои цевки, горе е ставен некој песок, не е поширок од 3 метри, можете да отидете да снимате со вашите камери, да можат граѓаните да видат. Од ден на ден тој песок се руши, неколку пати имаше наплив, големо количество на вода од Пчиња, тој мост беше однесен, па повторно го правеа. Значи, од ден на ден тој песок се руши, е многу опасно за возење, може некој да настрада. Како што рече претходниот соговорник, да, што протестира, се преврте цистерна овдека, направено е таму, горе има семафори, тоа е во ред, таму само е асфалтирано, не знам колку не е повеќе од 50 на метра. Меѓутоа, овдека овој дел не е решен воопшто, ние овдека ќе продолжиме со нашите барања, разговарано е со сите институции, имаме подршка од нашиот градоначалник на општина Куманово, Максим Димитриевски, кој што рече дека има разговарано со сите надлежни институции, кои што треба да го решат ова, меѓутоа, еве, до ден денеска ништо не се презема, ние сме приморани на овој начин да протестираме. Многу ми е жал за овие сите колона на луѓе, колона на возила кои што чекат, кои што е блокирано. Јас им се извинувам на сите, како дел од организаторите, меѓутоа немаме друг начин. Ова е единствениот начин за да можат надлежните да превземат нешто за да се реши ова. Ова е предвидено, да кажеме, некаде околу 100 дена, сега од прилike беше најавено некаде во средина на јули, за 100 дена дека ќе се направи искрен мост, меѓутоа, искрено, како што се движат работите во нашата држава, гледаме дека секогаш тие рокови се пробиваат, следува период на есенски дождови, очекуваме да дојде големо количество на Пчиња, кој што тој мост ќе го однесе, многу е опасно за движење, секој може да настрада. Во ноќно време луѓево се губат овдека, па слушам во ноќни часови, па хистерија, па вриштење, па не знаат луѓето кај се, па излегуваме, ноќеска ги кажуваме и тоа е тоа. Значи, апелираме да дојдат да стават патна сигнализација, знаци за правец на движење и од Куманово кон Свети Николе, од Свети Николе кон Куманово, да го асфалтираат овој дел. Овдека, мислам, државата има до толку пари, да се асфалтира ова, да се реши. Немаме никаков проблем, значи, да иде овој сообраќај овдека на овој патен правец, меѓутоа државата да си превземе мерки да се реши ова. Пред 2 август имавме исто протест, ни беше обеќано дека ќе ни се направи алтернативен пат од две страни. И овој сега што ставија малку асфалт, и од овдека, и преку река да стават цевки, ова требаше да се све тампонира со гребен асфалт, исто да се порамни. Од тоа ништо, направија нешто само колку таму има 50 метри, колку е асфалт ставија, и друго ништо. Доколку не се направи ништо, доколку не преземе некои njini тамо мерки што треба да се ги преземе, на нас ќе ни преостане само едно, само да штрajkujemo. Ќе блокираме пут до Бршане, ако треба и рано сабале, све додека ни дозволува тие 2 сата, 3, 4, 5, ако треба и пола дан, нема да дојде, може и цел дан нема да дојдев да работив ни исто и овие што работив на мост, све додека не го направи овој пут, затоа што стварно имаме потреба. Има многу има да се збори, нема кој да не слушне. А нас само тој ни преостанува. Јас сум дека меѓу најстари и населено дека ту е горе моја викиница, мислим тука и живам фамилиарно. Овдека сите зборат за патот не е наменен и не е правен
со средства на овие викендаши јас ги го правив овој пат. Овој пат не е за камиони као шлепери као овие преко 7 тона. Ово е неиздржливо, едно друго, најголем проблем ќе имаме од гасовод. Тука гасовод проваѓа низ река, па иде тука нагоре, не е заштитен, тука не е заштитен и одека не е заштитен. На свак премин турат дупли цевки. Тука не знаат дека ќе имат големи камиони ќе проваѓат и цевки не су турали дупли. Кај мене горе, кај што ми е сервис, ми ставија дупла цевка и тоа нема камиони да иде, може да му дане еден камион ќе пројде. Овдека е нон-стоп со шлепери. И ова може е паднат од шлепери, не е паднат од лаки кола. Нема ограничение на шлепери да носи 40 тона или таму колку треба да носи, овој носи по 100 тона. И идат по овој пат да бегат од републичка милиција. Да не ги зопират, да не ги терат на ваги. И овој пат ќе го пропаст. Па имамо бојасност, гасовот ако експлодира тука, ќе отиде до Скопје цевки ќе ги дигне. Овој никој не води рачун. Еве сега почна да копат реката чистат. Не ја чистат, вадат песок. Прља песека ставља тој, чист песека носи на се врати. Кој е овој, ја не знам, гранке стои, не е овој чистење на река, вадење на песок. Ова е узурпација држава на држава.